Почитувани. ВМРО ДПМН е политичка партија која континуирано го применува принципот на отчетност пред граѓаните. Преку оваа форма на презентирање на сработеното од лице место, сакаме да ги запознаеме граѓаните со проектите и достигнувањата на локалната самоуправа предводена од ВМРО ДПМН. Пред секои избори, ВМРО ДПМН излегува конкретно со програма и проекти за решавање на прашања кои се потреби на градот, а на крајот на мандатот со презентирање на отчет за сработеното сакаме да се одолжиме пред граѓаните кои ни ја дале својата доверба. Реконструкцијата на најстарото училиште во градот Свети Кирил и Методи беше проект кој предходните локални избори го ветивме во програмата на градоначалникот Славчо Чадиев и ВМРО ДПМН. Денеска овде на лице место кажуваме ветеното е реализирано. Еве како изгледаше училиштето Свети Кирил и Методи пред неговата реконструкција. Денес, после завршениот проект, сликата е целосно променета. Да подсетиме, во изминатиот период се постави нова кровна конструкција, се изврши замена на подовите со нови изработени од високо квалитетен материјал. Се постави нова фасада и се заменија старите прозори со нови изработени од ПВЦ материјал. За подобрување на наставата во училиштето набавени се и нови 150 клупи и 300 столчиња. Истовремено општина Велес од своји извори ја финансираше реконструкцијата на топловодниот систем во училиштето. Набавен и инсталиран е нов котел со мокност од 580 киловати, за разлика од стариот, кој со 407 киловати не ги задоволуваше целосно потребите за затоплување на објектот. Вкупната инвестиција за реконструкција на општинското основно училиште Свети Кирил и Методи изнесува над 15 милиони и 500 илјади денари и представува еден од најкрупните проекти во образованието во Велес кога било претходно. Почитувани, резултатот од овие инвестиции е јасен. Подобри услови за престој, подобри услови за настава, подобри услови за учениците, за нашите деца, подобри услови кои значат и поквалитетно образование. Пред фактите и бројките нема компромис. Изминативе 4 години ќе бидат запаметени како период во кој се вложила најмногу во образованието во градот. Во сите основни и средни училишта во Велес, во поголем или побал обем, реализирани се најразлични инвестиции и реконструктивни зафати со кои значително се подобри образовната инфраструктура во општината. Проектите на ВМРО ДПМН се видливи. Тие се одговор на потребите на граѓаните, а не шарени измислици и гласни пароли како тие на СДСМ. Велешани знаат да препознаат кој ветува и кој остварува, кој има визија и кој го сака својот град. Убедени сме дека на локалните избори на 15 октомври граѓаните повторно ќе ја дадат поддршката за ВМРО ДПМН, за нови проекти и нови дела за Велес кои се реализираат. Ви благодарам.